Добро утро секое утро, како што ви најавивме од рано наутро, гостин во студио е гинеколог доктор Ирена Гошева, со која што ќе поразговараме за една тема која што мислам дека сите мајки со своите ќерки ја почнале да разговараат, а тоа е менструалниот циклус. Меѓутоа овој пат ние ќе го опфатиме од едно поинаков аспект, малку подоцна нели и за тоа. Добре ни дојдовте, доктор Гошева. Ви благодарам за поканата. Да, оваа тема ја избравме заради тоа што може да ги засега жените на сите возрасти и е најчестата причина за која што жените се јавуваат на гинеколог. Но пред да зборуваме за пореметувањето на менструалниот циклус, треба да дефинираме што е нормален менструален циклус. Имено, тоа представува менструално крварење кое што се јавува со одредена цикличност, регуларност и времетраење, и започнува од околу 12,5 години. Тоа се нарекува менарха, тоа е првата менструација. И се јавува, значи цикличноста е на 28 дена плюс минус 7 дена, кој рачунаме нели за оптимално и нормално. Траењето на циклусот е од 2 до 7 дена и крвозагубата да не е поголема од 80 мл. Секое одстапување од ова значи одредена абнормалност. Па така, тоа што треба да го кажеме е најпрво класификацијата за каква може да биде таа абнормалност. И првата е отсуство на менструален циклус, кој што се нарекува и аменореја, и може да биде примарна и секундарна. Примарна што значи? Кога девојчето не добива циклус и ние го толерираме тоа до 14-тата година, доколку нема развиено секундарни сексуални карактеристики, како што се појава на градички, влакнатост и слично, или до 16-тата година, доколку овие карактеристики се веќе развиени. Затоа родителите често знаат да се исплашат, да кажат, леле, во оделението девојчињата имаат добиено циклус, да кажеме веќе во 13-тата година, мојата ќерка се уште нема. Меѓутоа, значи, доколку станува збор за нормално развиена млада индивидуа, горната граница до која што ние толерираме е 16-тата година. Постои друг тип на аменореја, односно отсуство на менструален циклус, тоа е секундарна аменореја, каде што кај една пациентка која што имала претходно редовни циклуси, отсаствува менструацијата во 6 последователни месеци. Значи не 1, 2, се алармира во 6. 6. Тогаш ја нарекуваме секундарна аменореја. Кај младите пациентки и еден кој млади здрави девојки, и еден месец и неколку дена да отсуствува менструалниот циклус, сепак треба да се алармира, затоа што најчестата причина е бременост. Така, зборуваме, темата ја наставме нормално и абнормално крварење во различна дома кај жената. Да. Спомнав дека секоја мајка со ќерката ја прави, го подготвува, нели, ја подготвува ќерката, дека ќе дојде тој момент кога ние така го велевме, станува жена, нели? Така. Што треба да знаат за почетокот, да почнеме од најраната возраст, па потоа ќе одиме постепено понатаму. Така, значи уште да ги дополнам само дефинициите за отсуството на првата дефиниција и понатаму се олигоменореја, кој што е циклус кој што се јавува на повеќе од 35 дена, полименореја на помалку од 22 дена, менорагија кој што значи редовен циклус, но многу обилен и попрофузен од вообичаено, и метрорагија, интерменструални крварења, како и пробојно крварење кое што е асоцирано со земање на одредена хормонска терапија. Сега, овие дефиниции некогаш не значат многу, меѓутоа некогаш не. Све зависи од возраста, токму ова вие што го кажувате. Па така да почнеме од најраното детско доба. Во детското доба секое крварење се смета за апсолутно абнормален наод. Треба задолжително да се донесе детето, да се прегледа и да се исклучат одредени состојби. За среќа, најчеста причина за крварење во детскиот период
се всушност и вагинални крварења, не се прави утерини крварења, како менструација, и нивната причина е инфекции, особено во детското доба, затоа што самото дете, бидејќи е хормонски инактивно уште, се уште не е развиена анатомијата и слузницата на гениталната регија е многу тенка. Се уште ги нема тие така наречени додерлајнови бацили, кои што ја прават пехато да биде ацидно, кај децата е алкално и тоа уште поподложни ги прави за инфекции. И слузницата е многу тенка заради тоа што нема хормони и таа кога ќе се наруши, тоа мала инфекција може да даде крварење. Но не секогаш станува збор за инфекција. Секогаш кај дете треба да се помисли и на други состојби, како што е присуство на странно тело, кој што може да даде крварење. Нели секогаш некако гинеколози не исклучуваме опцијата за злоставување, но може да бидат и бенигни и за жал најретките, но мора да се спомнат и малигни промени со еден, да кажам, најстрашниот саркома ботриоидес, кој што се јавува малиген тумор од 1 до 5 годишна возраст. И е да, затоа велам секое крварење треба веднаш да се јават на доктор. Да се исклучи, значи, од релативно најбенигна патологија како што е инфекција, која што може лесно да се третира, до ваква многу сериозна патологија. Право утерино крварење во оваа возраст е многу ретко, се нарекува и предвремен пубертет, или може да настане, кој што има цела друга генеза за настанување, но може да настане и заради екзогена ингестија на хормони, доколку мајката има дома пие контрацептиви или нешто, па детето стаса во контакт со нив. Сега, кај постменархалните девојчиња, односно кај оние кои што веќе ќе добијат циклус, прв циклус, тука често се случуваат абнормални крварења. И многу често родителите знаат да се исплашат и да се јават на преглед. За среќа, во оваа група, крварењата се најчесто заради незрела хормонска оска и ние ги толерираме од околу година, година и пол, даваме шанса да се тие самите изрегулираат. Така родителите не морат да паничат за ако циклусите не се регуларни, не се редовни, не се циклични. Кога треба еден родител веднаш да алармира кај гинеколог за своето дете, кога тоа крварење, најчесто првото, е многу обилно. Тие се така наречени јувенилни крварења, знаат да бидат навистина страшни и за нив, за жал, се крие и друга патологија. Најчесто тоа се дефекти во коагулацијата, значи некаква коагулопатија, има пациентката и за прв пат може и кај 30% да се манифестира со првото менструално крварење. Значи не мора претходно да имала, да кажам, ние прашуваме во анамнезата дали кога сте некогаш ваделе за повеќе сте крвале, лесно ви излегуваат модринки по телото, но не мора секогаш да значи и некогаш најчесто е овој првиот симптом. Тогаш родителите треба веднаш да се јават на преглед со детето, затоа што тие можат да бидат со многу сериозен тек, па дури да стаса до хеморагичен шок, каде што телото е во шокова состојба поради големо и тешко искрварување. Третманот се во зависност од колкаво е, се хоспитализира доколку е потребно, ако е обилно, се третира, најпрво се надоместува крвниот волумен и се започнува со хормонска терапија. Доколку не е толку акутно и фудројантно, тогаш ги правиме овие, секако ги правиме ние овие испитувања за да исклучиме некаква друга позадина за ова крварење и исто така третманот е хормонски. За среќа се поретки, но секогаш треба на нив да размислуваме. Сега, по некаде 15-тата година, веќе започнува таа регуларност, цикличност, периодичност, кој што воспоставува ред и веќе пациентката си го знае, жената си го знае каков е во текот на животот. Па дури и после со изминувањето на годините и мали промени секогаш ќе ги забележи и ќе алармира. Тоа е една совршена оркестрирање на хормоните во телото
и ги дава овие регуларни менструални циклуси. Сега, ирегуларноста по адолесцентното доба може да се јави и во склоп на други синдроми, како што е полицистичниот оваријален синдром, или познат кај народот како полицистични јајници. Тој може да биде причина за вакви ирегуларни крварења, Нередовни ретки или нередовни. Така. Значи, најчесто се тоа пролонгирани периоди на безменструација, да кажеме 30, 40, 50 дена, па тек тук ќе дојде некој циклус, па пак нема месец, 2, 3, па пак ќе дојде и така. Тогаш исто така треба да се јават на гинеколог, затоа што циклусот секако треба да се регулира, бидејќи нерегулираниот циклус има своји други ризици, посебно кај оваа група на пациентки. Какви ризици се тие? Тој ендометриум е постојано изложен на едно хормонско влијание кое што нема дополнително нешто да му опонира, пошто циклусот е составен од две фази. Првата фаза каде што е под естрогенското дејство и втората фаза каде што е под прогестеронското дејство. Естрогенот е митоген, тој ги расте и ги буе клетките, прогестеронот е негов опонент. Кога немаме овулација, тие се јановулаторни циклуси, немаме овулација, тогаш естрогенот континуирано, тогаш ендометриумот континуирано под естрогено дејство и естрогенот како митоген може да направи проблем на самиот ендометриум до многу сериозни состојби, како што се преканцерозни промени на самиот ендометриум. Затоа да не се занемаруваат вакви изостаноци на менструалните циклуси, туку да се јават пациентките и тоа да се направи еден подолгорочен план како ќе се третира. Имено конкретно за оваа група, третманот зависи од тоа дали сакаме да воспоставиме регуларни менструални циклуси или лекуваме инфертилитет. Се зависи од случај, односно од пациент до пациент. Возраста, пациентката, желбите на пациентката и плановите. Меѓутоа, секако кај оваа група, најмалку барем треба да се целта да се има најмалку 3 до 4 циклуси во годината. Да не се оставаат големи и долги периоди без менструални циклуси. Во вакви случаеви кога изостанува редовниот менструален циклус, пациентот треба веднаш да се јави кога уште првиот месец кога се случува така, односно веднаш што забележи нешто што не е токму така, значи одлично прашање. Значи кај една млада пациентка која што има редовни циклуси и неколку дена да ја доцне цикусот, треба да се јави на преглед. Секако кажав, во оваа категорија најважно ни е да исклучиме бременост. Но не може да ги заборавиме и промените во менструалниот циклус може да бидат и не само изостанување, ви кажав, може да бидат и чести циклуси по 2 пати во месецот. Поинтензивни крварења. Секако треба да се јави за евалуација таа пациентка. Доколку е во репродуктивното доба, тогаш покрај полицистичниот оваријален синдром, тука секако ни доаѓаат во предвид и компликациите од бременост. Например, пациентката да е бремена, да не знае дека е бремена и да крвари. И тогаш тоа ги припишуваме нели на сите компликации во бременост, тоа треба да се евалуира, но може да крвари и заради инфекции, затоа исто така задолжително се исклучуваат, заради бенигни промени на целиот генитален тракт, но за жал и заради малигни промени кои што се почесто стануваат попревалентни во младата популација. Тоа е задолжително кај сите жени во репродуктивно доба. Значи, било каква промена во менструалниот циклус треба веднаш да се јават на гинеколог. Во поодминатото, веќе како поминува жената, полека стасува до 50-тите години, имено 51 година е границата за менопауза од прилика. Тоа е некој светски просек, кој што означува состојба на 12 последователни месеци отсуство на циклус, без при тоа да има некаква патолошка состојба која што го предизвикува тоа. Значи се останато да биде во ред. Да, така. Се останато да биде во ред кај жената и 12 месеци кога изостанува циклусот, тогаш го нарекуваме менопауза. Периодот кога ќе почне
да циклусите се намалуваат, разречуваат, се променуваат. Па се до менопаузата, официјално тие 12 консекутивни календарски месеци, се нарекува перименопауза. Перименопаузата е особено кај жените, си има големи промени во менструалниот циклус и тие се должат, пак ќе кажам, овдека е исто како слично како кај децата. Значи оската се нарушува бидејќи полека се намалува бројот на фоликули во јајниците и тоа намалување води, бидејќи фоликулот е јајцеклетката е изворот на естрогенот. И тие кога ќе се намалат, полека немаме стимулација, па пореметена стимулација на ендометриумот и почнуваат промени во циклусот и тогаш исто така треба да се јават пациентките на преглед, бидејќи секое абнормално утерино крварење над 45-та година треба да се земе многу сериозно и за него ќе зборуваме понатаму е потребна подруг тип на евалуација. Но и кај помлади пациентки со ризик фактори, како што се дебелината, таа не можеме да ја изоставиме, за жал е една од болестите на новиот век. Таа прави многу големи промени во цикличноста на менструациите. И сите овие пациентки, па и оние, да кажеме, што се заболени од карцином на дојка, кои што примаат одредена терапија, и кај нив треба посебен тип на следење, спаѓаат во таа, да кажем, ризична група под 45 години, доколку се јават ваков тип на крварење. И уште нешто, по менопаузата, секое крварење е апсолутно патолошко додека не се докаже спротивно. Апсолутно патолошко. Значи, жена која што поминала 12 месеци без циклус и потоа се јавува било какво крварење да е, не мора да е класично менструално крварење. Може да и ние тоа го нарекуваме спотинг, значи само кога има многу мала, може да е розеникава, може да е крвава содржина, меѓутоа секое задолжително во оваа група треба да се јават на гинеколог и веднаш и итно да бидат евалуирани, затоа што зад овој тип на крварење во таа возрастна група една од најсериозните причини што треба да се исклучат е ендометриалниот карцином. Да, ќе зборувам и за ова, меѓутоа ете, ако има некои конкретни прашања во секој случај за докторката може да се постават секако и во рамки на темата, меѓутоа ако има некој друго нешто што ги мачи нашите гледачки. Ја спомнавме она, како да кажам, животна фаза од рано детство, нели, до преку адолесценција, до репродуктивна возраст, па менопауза и постменопауза. Што се случува со крварењето по бременоста? Значи, односно првиот циклус кој што го добива жената по бременоста, што треба да знаат тогаш? Има ли тогаш некои... Значи вака, кај една здрава жена која што имала уредно породување и тек, циклусот и воспоставила доење, значи лактација, е воспоставена, тука се откочува една друга оска. Циклусот не се воспоставува веднаш и крварењето после породувањето не е менструално крварење, туку тоа ние поинаку го нарекуваме, тоа се лохи кои што по неколку недели би требало веќе да прекинат. Циклусот би требало да се воспостави, но доколку жената редовно дои, го дои бебето, има редовни подои и така, мајката е во хиперпролактинемија. Значи има висок пролактин. Високиот пролактин ги инхибира фоликулите да растат и е жената во една тивка ановулација. Таа ановулација всушност дава и една состојба на аменореја, која што е, како што кажа, веќе природно отсуство на менструалниот циклус. Кога може да се воспостави? Може да се воспостави кога полека ќе се намалат подоите, но може да се воспостави и порано во зависност од хормонската оска. Прашањето е, секогаш пациентките прашуваат, докторке, може ли да останам бремена ако немам циклуси? Да. Да, обично тоа прашуваат секогаш кога ги дојат децата. Значи, ексклузивното доење
во суштина ја штити жената. Од повторно или да не забремени, но како што ништо нема 100%, така и за ова нема 100% гаранција, меѓутоа доколку се евалуира гинеколошки се утврди таа состојба на тивка состојба, тогаш нема потреба за грижа, да. Па да и кажеме на пациентката дека нема потреба за грижа, но западниот свет оваа состојба лесно ја решава со по породувањето дава одредена хормонска контрацепција која што не е штетна за бебето додека цица. За жал ние таа ја немаме регистрирана тука во нашата држава. Па така нашата контрацепција што ја имаме би требало многу подоцна да ја воведеме кај пациентката, не во првите 6 месеци од доењето. И така, но секако треба да се евалуира. Да, доктор, имаме и гледач на линија, да вклучиме да видиме какво прашање има за вас. Ало, добро утро. Добро утро. Во програма сте, повелете. Најдобро поздрав до Турката. Признавам, јас сум 30 годишна жена, која веќе имам едно 12 годишно дете. Така. И сега морам да ви кажам, кога девојче нема следна менструација и после одговорство на познајате не знае дека 6 месеци, значи пресадена ја отишла мучата и си го роди детето. Очкога го поради детето, значи јас сум породена такси, менструацијата ми се нормализира, значи добивам предавно на 31 ден точно. Пред 2 години имав спонтан абортус, да не знам иституања да кажам, поради густина на крвта, точно спонтанниот абортус. И сега се извинувам уште еднаш, поради густина на крвта, така ли ве слушнавме? Да, вика дека пригуста крв има. Пригуста крв. Тоа е било причината и кажале за абортусот. Добро. Да. И сега по повторно со сопругот покажаваме да останам трудна, меѓутоа едноставно тоа ќе ми се дешава. Со тоа што овој месец мене веќе ми касне неколку дена. Направивте ли тие за бременост? На се дека гојатоста представува проблем. Меѓутоа не кажам до за гојатоста. Да. Добро, како, дали вие имате проблем со тежината? Да. Може да сум по гојатоста. Добро. Сега кажете ми што конкретно јас треба да испитам. Така. Повторно за да што повторно сакам да останам трудна или Така. Да. Вака. Ова е по она што можам да го видам од анамнестички да заклучиме дека вие одреден период од животот откако прв пат сте добиле циклуси, па се до вашето породување со ќерката, тие не биле регуларни. Дали се правени испитувања за да се утврди што е причината зошто биле ирегуларни? Па не. Така. Многу често во оваа група се оние што веќе ги спомнав полицистичниот оваријален синдром, кој што морам да ве прекинам, никогаш не сум имала проблеми, значи со инфекции, со полицистични. Аха, така. Никогаш било сигурен. Така. Добро. Вака сега. Конкретно за вашата состојба, бидејќи веќе неколку дена ви касни циклусот, треба да направите тест за бременост, да се исклучи бременост. Наредната фаза е да се направи комплетен гинеколошки преглед, каде што ќе се утврди состојбата каква е и од структурен аспект, но и од функционален аспект. Структурен во смисол да се види каква е дебелината на ендометриумот, каква е функцијата на јаниците, дали има овулација или не. Потоа се пристапува кон хормонски анализи, кои што се прават во неколку фази во текот на месецот, месечевиот циклус. Доколку кај вас изостанува и очекуваме да изостанува, а има отсуство на бременост, тогаш можеме да го индуцираме менструалниот циклус, ние со терапија, и откако ќе го индуцираме во првата фаза, која ќе биде, пошто веќе ви кажав има 2 фази циклусот, да се направи еден хормонски профил, кој што ќе вклучи одредени хормони, кои што многу ќе ни кажат за вашата состојба. Потоа, во втората фаза од циклусот ќе се испита уште еден хормон,
каде што ќе докажеме дали имало или не имало овулација. Доколку останува збор за немање на овулација, тогаш веќе знаеме зошто не сте останале бремени. Но, доколку се поистостави дека вие имате овулација, а не останувате бремени, тогаш треба да се пристапи кон друг тип на анализи. Па така, да се проценат дали е добра проодноста на јајцеводите, значи дали таа јајцеклетка кога ќе биде оплодена може преку јајцеводот да се врати во матката, но и треба тука задолжително да се напомене и машкиот фактор. Некогаш се може да е со жената, ние без разлика колку и да се фокусираме, машкиот фактор може да е променет. Тој се испитува за среќа многу лесно со метод кој што се нарекува спермограм, каде што мажот по 3 дена сексуална абстиненција ќе остави ејакулат за анализа и таму се прави детална проценка на бројот на сперматозоидите, нивната подвижност, морфологијата и уште неколку други параметри. Тоа што вие може како иницијална, значи, анализа за вас е да се јавите кај вашиот гинеколог, да се направи, како што ви ќе кажав, еден основен преглед, за да се направи еден како план за понатамошна евалуација. Секоја жена не е иста и секој проблем и инфертилитет секундарен, кој што кај вас, не знам колку време точно кажавте дека се обидувате за да забремените. Спомна, че да, 2 месеци. Добро, тоа не може да се нарече веќе секундарен инфертилитет, бидејќи би требало да е 1 година незаштитени односи, за да се рече дека треба некакви дополнителни испитувања да се прават. Меѓутоа, вашата загриженост секако може да сега да се започнете евалуацијата. Сега, како влијае дебелината? Дебелината е, како на све друго што влијае, така и не само на циклусите, туку и на целата фертилност влијае. Имено, за жал, има кобни последици, значи по севкупното здравје и по гинеколошкото здравје. Дали прави ановулации? Да. Дали прави проблеми во ендометриумот? Да. Како може да се регулира? Многу едноставно. Редукција на телесната тежина за 10% веќе воспоставува кај пациентките од околу 80% воспоставуваат уредни циклуси. Со тоа, ние претпоставуваме дека воспоставуваат и овулации. Така да, кај вас треба да се направи еден малку, да кажам, поподробно испитување. Покрај овие основните, може би и понатамо, пошто не сум сигурна баш дека добро ви објасниле зашто станува збор по однос на абортусот. Меѓутоа, еден абортус може да значи многу, може не. Постојат 1000 причини за да настане. За жал, ние познаваме многу малку. Од која најчеста е хромозомопатија на самиот плод и тоа е природната селекција на животот. На природата што ја прави, и тоа е за среќа е така. Самата природа ги селектира тој тип на малформации, но многу состојби кај мајката може да направат абортуси. Пореметувања во ендокринолошкиот систем, како што се проблеми со тироидната жлезда може да дадат, потоа друг тип на ендокринопати може да дадат исто така да резултираат со абортус. Инфекција, но не зборувам само за сексуално преносиви инфекции, туку и за било кој тип на респираторни инфекции, така. Ние тие ги испитуваме преку една така наречена анализа ТОРЧ, која што гледаме дали може би мајката била во контакт со еден многу, да кажеме, сериозен вирус, кој што за мајката поминал како една обична настика, но за плодот бил многу сериозен. Може да има последици. Да. И на крај може да е позадината автоимуни проблеми кај мајката и едни посебни состојби на автоантитела кои што се испитуваат. Некогаш знаат да дадат проблеми со тоа вие што кажавте, нарушена коагулација. Тие може да се проблем, некогаш знаат да прават абортуси, но пак ќе кажам, пристапот е индивидуален, евалуацијата е индивидуална кај пациентките и се започнува од еден базичен преглед, па се понатаму индицираме дополнителни испитувања во зависност од тоа
зашто станува збор кај пациентката. Така. Ви благодариме за јавувањето. Се надеваме сте задоволни од одговорот. Уште еден гледач во ред. Ајде. Уште еден гледач. Ало, добро утро. Ало, Добро утро, повелете. добро утро. Сакам да прашам докторката, дали има мујерка 12 години и има крварење повеќе од 10 дена. Дали е тоа нормално и што треба да превземеме? Така. Дали станува збор за прво менструално крварење? Не прво. Как? Првото му беше во јуни месец, Добро. мислам 2019. Така. Од тогаш какви се циклусите, на колку време доаѓаат, колку... Тогаш првото крварење го беше, исто беше така долго, бевме на гинеколог, му даде хормонски апчиња и Така. се следи сето. Сето не си беше редовно и сега 3 месеци немаше и сега доби и има толку дена, над повеќе од 10 дена. 3 месеци немаше, а пиеше хормонска терапија или не? Не. Не, Само така. кога доби првата менструација биеше хормонска терапија. Вака сега. Како вие ќе знаете, значи тоа 10 дена е продолжено крварење, кој што посебно во таа возрастна група може да даде и анемија, односно да, така народски кажано, да ја ослабе крвта. Кога е дадена хормонската терапија, првото крварење, претпоставувам дека може би имало нешто и друго во позадина. Прашањето е дали се направени сите исследувања. Или Ништо беше се во ред. да, дали коагулацијата е испитана, значи тие коагулопати дали се испитани? Не. Не. Јас би ве советувала да се направи преку вашиот матичен гинеколог или било каде, да се упати, тоа се прават на клиниката за трансфузија или за хематологија и за хематологија, таму може да ги испитате, да се утврди дали ова се крварење само заради несозрејана хормонска оска или станува збор за можеби некаква друга причина за кое што ги дава и овој тип на симптоми. Ќе направите и дополнително крвна слика, доколку е слаба крвта да се започне и веднаш со суплементација, но и во консултација со гинеколог, доколку се направи кратка една, но сепак подробна евалуација, да се стави на подолгорочна терапија. Но сепак ќе кажам, прво да се исклучи позадината, зошто е ова крварење. Дали е само заради инактивна хормонска оска или може би има нешто и друго повеќе во позадина. Посебно во оваа категорија на деца, како што веќе кажав на почетокот, значи многу често кај 30% за вакви обилни крварења стои некакво нарушување во коагулацијата, минорно, да не се секираат пациентите, значи да не се плашат ни мајките, што се решава. Меѓутоа, мора да ги испитаме сите работи, за да знаеме што Да лекуваме. ги елиминираме. Така, затоа што нестаканите, така. токму така, затоа што и во без разлика во кое доба е, причините за едно абнормално крварење може да се многу, че може и да не се воопшто поврзани со гинеколошка природа. Една жена практично може абнормално да крвари или девојче заради скоро се. Значи, од гинеколошки аспект, од структурни промени, бенигни или било какви други, до функционални промени, хормонски нарушувања, но и до пореметување во целиот ендокрин систем или други болести, тироидна жлезда, веќе ја спомнав, доколку треба да се секогаш земе анамнеза, да не земале одредени лекови, па тие да индуцираат хормонски промени, па тоа да се рефлектира на циклусот. Може да биде и заради комплетни системски, веќе ви ги кажав, сега девојчето е малечко, меѓутоа треба, кај нејза најважно е тоа да се исклучи, како што веќе кажав на пациентката, и во секоја доба има различни многу причини. Практично една жена може да крвари заради се. Меѓутоа во оваа возраст за која што се јавува пациентката, значи првично да се направи крвна слика, да се види колку обилно е тоа крварење, бидејќи 10 дена го рачунаме за продолжено менструално крварење. Тоа што исто така треба да знаете дека менување на хигиенските влошки почесто од 3 часа или менување на повеќе од 20 влошки на еден месечев циклус означува веќе профузно, попрофузно од нормално крварење.
така да 10 дена е продолжено крварење, но треба да се види колкава е крвозагубата. Да се направи детална анализа во секој случај. Точно така. Ви благодариме за јавувањето, докторке, пред самиот крај сме, има многу да, што сигурно и многу прашања кои што сака да поставам, меѓутоа ајде да се вратиме на еден споменавте во последната мислам по постменопаузна доба на жената. Така. Тука веќе има, ако има крварење, станува збор за нешто сериозно. Апсолутно абнормален наод, се додека не се докаже спротивното. Значи, секоја жена во таа доба, доколку се јави било каква крварење, задолжително на гинеколог, каде што се прави евалуација, да се види од каде е крварењето, значи дали е од утерусот, од ендометриумот, или може да е од грлото на матката или од вагината. Значи, било какви промени се евалуираат и доколку се утврди дека станува збор за крварење од матката, задолжително се пристапува кон киретажа, каде што добиваме детална анализа во зависност од дебелината на ендометриумот. Пак ќе кажам и целиот клинички наод, бидејќи може да станува збор да жената да крвари од грлото на матката. Разбирате, уопште да не е поврзано со матката. Со матката, да. Треба да се направи прва анализа од каде е крварењето. Доколку се установи од каде, се пристапува кон диагностички процедури, па се до дефинитивна диагноза со хистопатологија, односно со земење на биоптичен материјал. Врз основа на резултатот од хистопатологијата се пристапува кон понатамошен третман. Зависи за што станува збор, односно што е наодот на хистопатолошкиот наод. Споменавме неколку пати дека се индивидуално, дека секој пациент треба индивидуално да се пристапува, нели, да му се да се види која е состојбата и анамнеза и испитувањата. Меѓутоа, што би било генерално оно што би можеле вие да го упатите и како порака и како совет до сите оние жени кои што сега не гледаат? Така. Значи, советот е дека секое абнормално крварење заслужува евалуација од гинеколог. Секој. Во секоја возрастна група. Посебна група ќе ги ставам постменопаузалните жени со абнормално крварење и секако и сите други групи, и детското доба нормално, и сите други во меѓу овој период, во зависност од што станува збор. Има еден краток акроним за, да кажам, од структурниот аспект, што може да се крие за едно абнормално крварење. PALM-COEIN се вика. П е за полип, А е за аденомиоза, Л е за миоми, М е за малигнитет, К е за коагулопатија, О е заради оваријална дисфункција, Е е за ендометријална, И е за јатрогено, кој што веќе ви кажав, заради внос на друг тип на лекови, кои што може да рефлектираат на менструалниот циклус, и Н е заради непознато. Ние сите на еден гинеколошки преглед ги правиме овие работи, исклучуваме едно по едно, значи да исклучуваме не е полип или полипе, или е друго нешто, или е хормонско нарушување, коагулопатија и така натаму. Меѓутоа, диагностичката цел кај секој абнормално крварење, посебно во репродуктивното доба, е да се исклучи бременост и малигнитет. Откако ќе се исклучи бременост и малигнитет, се пристапува кон евалуација на тироидна жлезда, односно најпрво комплетна крвна слика, тироидниот статус да се испита, да не е можеби жената во хипо или хипертиреоза, затоа што ние залудно го третираме менструалниот циклус, доколку не ја третираме основната болест. А ние кога би ја третирале тироидната, кога би ја третирале тироидеата, например, а доколку има патологија, тогаш самиот циклус ќе се изрегулира по себе. Пролактинот го испитуваме, но испитуваме во втората фаза на циклусот и прогестерон, да докажеме дали има или нема овулација, па дали станува збор за ановулаторно нарушување, но може да испитаме и кај одредени состојби и коагулациони тестови, значи тие што веќе ги кажав на втората гледачка што се јави за керката, или кај жени во поодминато доба може да се направат и испитувања за бубрезите и за црниот дроб, за да се види да не може би од таму е причината за тоа абнормално крварење. Кога ќе се направи сето ова, се пристапува кон еден диагностички алгоритам и секое понатамошно исследување е индивидуализирано за секоја пациентка, како и третманот. Третманот се состои од медикаментозен и од хируршки. Медикаментозниот ни е најчесто со хормонски препарати,
но може да биде и кај жените, посебно во репродуктивна доба, со исклучително добар ефект. Таа е добро познатата спирала или интраутерини влошки, кои што ослободуваат хормони и го редуцираат обилното менструално крварење за околу 70%, но може и со други лекарства. Од хируршкиот третман, хистеректомијата како најсериозна и најинвазивна процедура отстранување на матката, се уште во светот е најчеста причина за хистеректомија абнормално крварење. Но има и помалку неинвазивни методи од тоа е аблација за деструкција на ендометриумот, кој што може да биде на многу различни начини, но сепак е важно да се лекува причината за крварењето. Така. Ви благодарам многу за гостувањето и за информациите кои што ги споделивте со нас. Се надевам дека повторно ќе се видиме да ги доодговориме прашањата кои што останаа неодговорени. Бидејќи женското репродуктивно здравје не само за самата жена, туку и за идните поколенија навистина важно, и во таа насока упатуваме апел да се грижиме пред се за нашето здравје и особено за женското здравје.